Здраво на сите, сум Стефан и добродојавте во моето видео во кое ќе зборуваме за Golden Cross и за Dead Cross. Значи, Golden Cross и Dead Cross ви се стратегија кои кажуваат, кои се користат овие линии, кои се математички формули, кои кажуваат 200 дена претходно каде била цената, 100 дена претходно, 55 дена претходно и 21 ден претходно. Овие се Fibonacci бројки и затоа мислам дека се добри. Ако гледате дека сека цената која паднала, цената никад не пробила се до овој момент, да речеме тука. Значи, генерално ако вие тргувате, ја тргувам на 4 часа, се што е по 4 часа ми е, не знам, не е филтрирано. Генерално, пример, ако сте купиле тука, каде што имало Golden Cross, пример тука, на 18 февруари, и ако сте држале се дека немало Dead Cross, вие ќе сте направиле околу 230, па ако сте биле по, да речеме, по-прецизни, до 300%. Тоа ви е многу добра стратегија за луѓе што не сака да се занимаваат со, ако сте го продаде тука, па купи тука, па продај тука, па купи тука, па продај тука, па купи тука, па продај тука, едноставно тоа е за луѓе што едноставно се сакаат да се занимаваат со маркетот. Генерално, ова е добра стратегија за луѓе што сакаат долготрајно да се занимаваат, значи што се холдери, или пример луѓе што, ако сте го купиле тука кога било Golden Cross, и ако сте го купиле на 9 ноември, сте имале, ако сте продали на врвот на 20.000, ќе сте имале ненормална бројка на добивка. Ако сте имале кој имал Dead Cross, значи ќе сте имале 5000% добивка. Значи тоа е стратегијата што сакав да ја кажам. Секад кога цената е под овие moving averages, значи под линиите, тоа е што е многу добро време за шорт. Секад кога цената е над moving average, тоа е добро време за купување. Значи, тоа е стратегија што сакам да кажам, што е многу едноставна и не треба многу нешто да се занимавате, и едноставно тоа е најдобрата стратегија што можам да ја кажам според мене. Се надам дека ви се допадна видеото. Ако имате некој коментар и ако направите subscribe на каналот, и секако да го споделите со вашите пријатели. До наредниот пат. Поздрав!